Имено со Законот за прекршоците од 2015 година, односно прекршочните санкции кои што се однесуваат на правните лица, беа воведени две промени. Прво беше воведена опомената како еден вид на прекршочна санкција, а второ беше променет моделот на одмерување на санкциите кои што се однесуваат на, односно кои што се изрекуваат на правните лица. Воведувањето на опомената како санкција која што може да се изрече на правните лица беше воведена како резултат на барањата и предлозите на Стопанската комора на Македонија во насока на зајакнување на превентивната за сметка на репресивната функција на инспекцијските служби со цел да се овозможи на компаниите кои што полесно ги повредиле своите обврски да бидат едуцирани за нивните одредби и полесно да го согласат своето работење со примамливите законски прописи. Односно, целта на ваквата одредба, односно можноста за изрекување на опомени, беше преку едукација на компаниите да им се остави можност во определен законски период да го усогласат своето работење, а доколку тоа не биде направено во определениот рок, тогаш да бидат построго санкционирани. Оваа одредба, која што е уредува опомената како вид на прекршочна санкција, определува можност кога е сторен прекршок од полесен облик, да може да биде изречена ваков тип на санкција, со тоа што компанијата која што го сторила прекршокот има обврска доколку прекршокот се состоел од неисполнување на некаква обврска или се состоел од причинување на некаква штетна последица, до донесувањето на одлуката за прекршокот, таа да ја исполни својата обврска согласно прописите, односно да ја отстрани штетата. И сега практиката што ни покажува. Иако во генералниот закон, а тоа е Законот за прекршоците, е уредена опомената како вид на прекршочна санкција, таа најчесто не е уредена во мноштвото на посебни прописи, а нивниот број е повеќе од 350, можеби и 400 одделни прописи кои што уредуваат прекршочни одредби, па поради наведеното во практиката, инспекторите на лице место се случува многу често да ја користат опомената како вид на прекршочна санкција. Поради тоа, бизнис заедницата предлага и препорачува што почесто да се применува оваа превентивна за сметка на репресивната функција на инспекцијските служби, особено во ситуациите кога станува збор за компании кои прв пат сторуваат некаков вид на прекршок и на тој начин да им се остава можност преку укажување на пропустите кои што ги направиле, да им се дава можност да го коригираат своето работење, односно нивната усогласеност со примамливите правни прописи. Од друга страна, како што споменав, менувањето на моделот за одмерување на санкциите, односно на глобите кои што се изрекуваат на правните лица, беше делумно резултати на предлозите и на забелешките на бизнис заедницата кои што се однесуваа на две прашања. Прво, висината на глобите која што беше оценета дека е превисока, и второ, непостоењето на модалитет како се одмерува висината на тие глоби во секој поединечен случај. Оценката е дека голем дел од овие прашања се уште и според важичкото решение остануваат отворени. Имено, важичкото решение уредува дека висината на глобата за правните лица се одмерува со примена на три основни критериуми. Прво, тоа е висината на вкупниот приход на правното лице остварен во претходната година, при што нашите сугестии се дека тука не треба да биде земан во предвид вкупниот приход, туку приходите од оперативното работење на компанијата. И по овој основа на Законот за прекршоци може да биде определен, односно да биде изречена максимум 70% од пропишаната глоба. Понатаму, втор критериум е просечниот број на вработени во правното лице во претходниот период, по кој што основ може да бидат изречени максимум 20% од пропишаната глоба. И третиот критериум е околноста дали на тој субјект претходно му биле или не му биле изрекувани прекршочни санкции. Како што може да се забележи, ваквиот модел на одмерување на санкциите се заснова единствено на критериуми кои што ги земаат во предвид перформансите на самиот субјект кој што е предмет на казнување, но не е оставена можност за градација на прекршокот кој што бил направен. Имено, при одмерувањето на глобата воопшто не се зема предвид природата и тежината на прекршокот кој што бил направен, степенот на одговорноста на сторителот на прекршокот, ниту пак другите околности од кои што бил сторен тој прекршок. Поради тоа бизнис заедницата апелира како критериуми при одмерувањето на санкциите да бидат земани во предвид и овие критериуми.
Второто посуштинско прашање, кое што се однесува на висината на одмерувањето на глобата, како вид на прекршочна санкција, се однесува на одмерувањето на нивната висина. Имено самиот закон за прекршоците уредува дека глоба на правно лице може да биде изречена во износ помеѓу 200 и 5000 евра. Меѓутоа, истовремено самиот закон за прекршоците во неколку ставови подолу во истиот член уредува и дека со одредбата, односно со законот со кој што се уредува определениот прекршок, може да биде изречен и повисок износ, односно да биде пропишан и повисок износ на глоба од овие максимални рамки кои што ги уредува законот за прекршоците. Таквата можност многу често се користи од законодавците и пример за тоа е, да речеме, законот за царинскиот закон, каде што максималниот износ на пропишаната глоба е поставен во износ од 15.000 евра, или на пример законот за водите, каде што е уредено дека може да биде изречена глоба во максимален износ од 20.000 евра. Со ова се поставува прашањето која е потребата воопшто да постои определување на максимална граница на глобата, која што може да биде изречена во законот за прекршоците, кога е оставена можност со било кој друг од посебните закони таа граница да биде надмината. Поради тоа апелираме, односно сметаме дека сите овие прекршочни одредби, каде што износот на глобата е поставен повисоко од границата од 5000 денари, треба да бидат преиспитани. Евра, се извинувам, треба да бидат преиспитани и треба да бидат усогласени со одредбите кои што ги предвидува законот за прекршоците. Во оваа насока беа и заклучоците од анкетното истражување кое што беше спроведено во септември минатата година во рамките на УСАИД проектот Партнерство за подобра бизнис регулатива, кој што Стопанската комора на Македонија го спроведува во партнерство со Епицентар Интернационал и останатите комори. Конечно, од аспект на законот за прекршоците, треба да укажеме дека како проблематично се наметна во практиката и функционирањето на забрзаните постапки за порамнување, тоа се постапката за издавање на мандатен платен налог и на прекршочен платен налог. Имено, во нивното уредување постои спротивставеност помеѓу самата нивна природа, која што треба да се однесува на тоа дека треба да постои согласност помеѓу сторителот и органот кој што ја спроведува постапката за нивното издавање и самите модалитети низ кои што истите се уредени во законските прописи кои што ги уредуваат ваквите мандатни, односно прекршочни платни налози. На што се однесува ова? Од една страна, законот за прекршоците вели дека за да се спроведе ваква забрзана постапка на порамнување мора да постои согласност на сторителот на прекршокот. Тоа значи дека тој ќе треба да го потпише записникот кој што ќе го издаде службеното лице и истиот треба да биде согласен да се спроведе ваква скратена постапка откако тоа ќе му биде предложено од страна на надлежната служба, односно службеникот кој што ја спроведува постапката. И тоа би било еден вид на алтернатива на водењето на прекршочна постапка, односно да не се спроведува постапка пред надлежните органи. Меѓутоа, самите одредби, каде што се уредува мандатниот, односно прекршочниот платен налог, тие нивното изрекување не го поставуваат како алтернатива, туку изречено наведуваат дека секогаш кога ќе биде сторен прекршок, за кој што е предвидено да се изрече мандатен платен налог, тој ќе биде изречен. Дополнителна проблематична одредба предвидува и околноста дека тој може да биде изречен и односно да биде издаден и во ситуација кога сторителот со тоа не се согласил, односно не го потпишал записникот, а тоа законот го дозволува во ситуации кога или прекршокот бил утврден непосредно од страна на службеното лице, или во ситуации кога тоа е утврдено со примена на некакви технички средства или со податоци од соодветните евиденции. Ваквата можност остава многу широко поле за дискреционо властување на определените служби, но од друга страна и го ограничува просторот за контрола на постапувањето на надлежните органи кога изрекуваат вакви мандатни и прекршочни платни налози, што е особено изразено кај мандатниот платен налог, затоа што законските одредби предвидуваат дека против мандатен платен налог не може да биде изјавена ниту жалба, ниту било кој друг направен лек, што од своја страна е спротивно, односно го доведува во прашање уставно загарантираното право на жалба. Поради тоа самиот мандатен платен налог уредува дека доколку истиот не биде платен во рок од 8 дена, стекнува својство на извршна исправа и нема можност како да биде преиспитан.
Поради тоа сметаме дека уредувањето на прекршочниот и мандатниот платен налог, како и модалитетите на нивното уредување во Законот за прекршоците треба да бидат преиспитани. Со цел да ги изложи практичните искуства од применувањето на прекршочните одредби, особено овие забрзани постапки на спроведување, денес на пресконференцијата ќе се обрати господин Джино Шкриел, председател на групацијата на меѓународни шпедитари и логистички оператори при Стопанската комора на Македонија. Поентата на моето присуство овде е фактот што ние како ФЕЛА, како застапници на стопанските субјекти, први се содруваме и сме сведоци за секој позитивен или негативен ефект поврзан со законодавството и постапките кои се применуваат во Република Македонија. Во врска со актуелниот закон за прекршоци, како и одредбите од Царинскиот закон, кои што се во делот на прекршочните одредби, кои што нормално основа и се базираат на законот за прекршоци, би сакал да елаборирам неколку ситуации што не наведува на заклучок дека имаме итна потреба од промена на актуелниот закон за прекршоци и уредување на другите закони, односно прекршочните одредби кои што се базираат на овој закон. Иако носењето на овој закон, како што Тања спомна, во 2015 ги намали максималните износи од поранешните, па имаше ситуации каде што беше предвидено 100.000 евра за прекршок, што мора да се согласите дека е nonsense. На сегашни 5.000 и можноста, како што објасни Тања, сепак тие да бидат и поголеми, сведоци сме во праксата дека се зголеми неколкукратно минималниот износ на глобите. Согласно сите овие три критериуми. Јас да не ви го трошам времето, например, компарација со стариот закон за прекршоци, минималната глоба, например, по 264 од Царински закон изнесуваше 1000 евра, сега веќе е, мислам дека по сите основи минималниот износ 1750 или повеќе. Значи, мислиме дека има итна потреба од интервенција во законот за прекршоци врз кој се базираат сите други закони, во износот на глобите, односно дека истите треба да се намалат. И би сакал да дадам еден осврт на мандатниот и прекршочниот платен налог. Имено тоа се, согласно сегашната регулатива, инструменти за поранување. Разликата помеѓу нив е што ако некој ви изрече мандатен платен налог, вие немате право на жалба, што според нас и се коси па и со уставното право, па и со повелбата на АСНОМ, каде што е загарантирано правото на секој граѓанин против секоја одлука на било кој државен орган да изјави жалба. Прекршочниот платен налог е далеку по-фер и по-коректен, меѓутоа таму е проблематичен минималниот износ, за кој што исто така, како Стопанска комора, се залагаме за промена. Од аспект на државните органи или на функционирање на државата, исто мислам дека не е поволен актуелниот закон за прекршоци. Јас ќе се осврнам само на прекршочните одредби во Царинскиот закон. Имено, ако според сегашните решенија, ако царинскиот службеник открие дури и посериозно прекршување на законските одредби, сторителот може со едноставно, со плаќање на мандатниот налог да ја избегне прекршочната постапка. Односно, самиот закон е конципиран така, прекршочните одредби во Царинскиот закон, дека прво треба да се изрече, односно за 264 конкретно се изрекува задолжително мандатен платен налог и де факто тој случај нема некоја правна развршница пред прекршочните органи во рамка на Царинската управа. Ние сме во соработка со Царинската управа, они се свесни дека за сите овие аномалии што денеска ги презентираме, и мислам дека е во постапка и промена на еден дел од Царинскиот закон, меѓутоа ние мислиме дека треба да одиме и понатаму и дека со промена на законот за прекршоци ќе има основа и за некоја дополнителна промена на другите закони за уредување кои што би биле по-реални и за стопанството и за државата. Имено, мислам дека сегашните прекршочни налози или сегашните мандатни платни налози, бидејќи прекршочните воопшто не се застапени во Царинскиот закон. Тоа значи дека
За разлика од прекршочниот, каде имате со плаќање во рок од 8 дена имате право на 50% помал износ уплата, а ако не го платите, тогаш идете во прекршочна постапка. Мандатниот платен налог ви го исклучува правото на жалба, ниту правото на намалување. Имајќи аспект дека санкцијата не е сатисфакција за жртвата или не е оправдување, не го надоместува делото што е сторено, мислиме дека ваква казнена политика треба потитно да се смени. Исто така, немањето право на жалба, мислам дека е стварно еден пропуск кој што треба во најскоро време да биде изменет, и би се осврнал на опомените кои како инструмент со сегашните законски регулативи може да ги издаде прекршочниот орган. Може би требало со нашава иницијатива за промена на законот за прекршоци, дури и би требало повеќе да се применуваат. Зошто? Затоа што сега имате исти третман, например, за секој износ на избегнати давачки, условно речено, или кои се последица на било каква грешка над 600 денари, се плаќа казна од вкупен износ од 370-375 евра, што мора да се согласите дека е стварно навистина несразмерно, нити на делото кое е сторено, ниту па уште повеќе што прекршоците третираат пропусти каде што нема намера. Уште еден парадокс кој што во царинското работење произлегува од законот за прекршоци, тоа е санкционирањето и кога сами ќе приметите дека сте направиле пропуст, сакајќи да ги испочитувате законските одредби, сакајќи да доплатите тоа што евентуално сте станале должни, покрај износот што сами сте го пријавиле за ревизија на постапка, сами сте побарале да доплатите, покрај компензаторната камата што ќе ја платите бидејќи не сте го платиле износот благовремено, сепак на крај на оваа постапка се изрекува глоба, односно мандатен платен налог, што мислиме дека навистина е некоректно и дека треба да се смени. Јас не би ширил многу, ако има прашања, повелете.